Поштувани слушатели на Македонската радио програма, денес ќе зборуваме за Пиринска Македонија, односно ден потоа од чествувањето на македонскиот револуционер Јане Сандански. Имено вчера беше одбележана 110 годишнината од неговото убиство. Таму беше и професорката од Институтот за национална историја, Катерина Тодоровска. Професорке, добар ден или добро утро. Добро утро е кај нас, добар ден кај вас. Така, ајде сакам да ја пренесите сликата како беше. Најнапред, ќе започнеме со професорот Тихомир Илиевски, не беше пуштен во Пиринска Македонија. Дали имаше и некои други такви инциденти на границата? Па за нас немаше. Меѓутоа, самиот факт што Тихомир Стојановски е навистина многу експониран во однос на заштитата на македонското прашање, македонското население надвор од границите на Македонија, и во Албанија, и во Бугарија, и во Егејска Македонија. Значи, ние имаме еден проблем околу тоа, сите оние кои што ја кажуваат вистината за македонското население во Пирин, Егеј и во делот во Албанија, имаме проблем, бидејќи секогаш властите се обидуваат сето тоа да го заткријат или да го направат што е можно поневидливо, така што верувам дека поради неговата активност и знаете вие дека тој неколку пати има снимано и филмови, има снимано и документарни емисии заедно со македонците од сите овие делови на Македонија, така што неговиот најголем проблем или неговата најголема мана е тоа што ја кажува вистината. Знаете, секогаш дека вистината најмногу боли, особено ако ја кажувате јавно и тоа им ја кажувате на држави кои што упорно се обидуваат со децении да едноставно да го забранат постоењето на македонското малцинство во нивните територии. Ние немавме таков проблем, влеговме најнормално, макар што ние влеговме преку Петрич, не одевме на Девебај и имаше доста, комбиња, автобуси од Македонија, имаше организирано доаѓа. Она што мене ми пречеше, да речем, тоа е што комбињата не ги пуштаа да се качат горе до Руженскиот манастир и луѓето да можат да присуствуваат навреме на целата таа процесија која што беше во Руженскиот манастир на гробот на Јане Сандански. Знаете, сме биле ние заедно таму. Така што тие одеа пешки. Да се оди пешки по таа стрмнина навистина не е ни малку лесно. Така што тоа беше тоа. Ние фактички целата приказна, целата работа ја завршивме најдостоинствено. Да, тоа е тоа. Она што паѓа во очи овдека во оваа слика, тоа е бугарското знаме. И јас како историчар ќе ви кажам, не како било кој друг, затоа што од другите професии не се разбира, меѓутоа како историчар знам. Да, знамето го има и на гробот и на дрвото. Значи, тоа сакав да кажам, секој едно знаме, секоја држава, секоја една држава максимално си го почитува своето знаме и точно има протоколи за користење на знамето. Значи, знаме може да стои само исправено на една подлога која што фактички означува дека таа држава и тоа знаме се некој знак кој што државата го почитува. Имено, јас прв пат во животот и гледам и слушам и се обидов да прочитам неколку закони за знамињата, така што знаме на гроб не се става евентуално на ковчег, при што после тоа знамето без да ја допре земјата и без да допре некој друг
објект секогаш се пакува и се дава на луѓето на кои што се, да речеме, роднини или наследници на оној кој што го заслужил тоа знаме. Знаме никогаш не се става на дрво, мислам тоа е едно од најголемите скрнавења на знаме. Понижување. Ова што го таму точно беше тоа, чисто провокација. Кога ние бевме таму, имаше настрана неколкумина така билдери, да ги наречам, кои што очекуваа дека ние некако ќе изреагираме или ќе го тргнеме знамето или кој знае што очекува. Меѓутоа, сето тоа не се случи затоа што не сакаме да го скрнавиме името на Сандански. Она што беше, значи, од нас направено, беше крајно достоинствено. Меѓутоа, повторно ќе кажам, сакајќи да испровоцират и сакајќи да направат, да, и Царкњас беше таму, сакајќи да направат нешто што нас ќе не испровоцира или ќе не навреди, тоа фактички испадна дека самите тие го навредија Јане Сандански, а уште повеќе го навредија бугарското знаме. Имаше доста полиција, очекувајќи веројатно дека некој од нас ќе се дрзне да ги тргне тие знамиња, затоа што навистина беше провокативно и многу беше ниско, да речам, од нивна страна. Ве изгубив, професорке. Бевме многу достоинствени и со ништо не предизвикавме било каква интервенција. Она што морам да го кажам, тоа е тој, нели, споменикот зад мене на оваа слика, каде што се уште стои дека Сандански се борел за автономна Българска Македонија, а фактички оригиналот е дека се борел за автономна Македонија, но тие ете го избришале сето тоа и, нели, од ним познати причини, сакајќи да се пофалат со некоја историја која што не е нивна, тие напишале дека се борел за Българска Македонија, што апсолутно не одговара на вистината. И така, кога ги гледате сите овие елементи на, да речеме, бугарштина на Јане Сандански, кои што треба да го одбележат Јане Сандански како бугарски деец, вам ви доаѓа само една мисла дека секогаш оној кој што го нема, тоа и го бара, тоа и го сака. Во случајов тие го немаат, ја немаат историјата, односно делото на Јане Сандански, кој што нормално си се борел за автономна Македонија, и сега еве со тоа што сите дрва ќе ги облепиме со бугарско знаме и на неговиот гроб ќе ставиме бугарско знаме, ние ќе го направиме бугарин. Меѓутоа, тоа е тоа. На ним нека им служи на чест, јас повторно ќе кажам, тоа беше скрнавење на Јане Сандански, меѓутоа најмногу го оскрнавеа државното знаме на бугарската држава. Така да одиме понатаму на втората слика, го гледаме отец Царкњас од Егејска Македонија. Да, отец Царкњас беше таму, Стојко Стојков, нели, нормално, како што му сите македонци од Австралија, кои што го помогнале овој собир, бидејќи без вашата помош не може да се реализира еден ваков собир. Мислам дека беше навистина достоинствено и убаво. Царкњас како Царкњас, мислам, секогаш бил на ниво, фала му на Бога, се уште е со добро здравје, може да патува, секогаш ги изнесува своите ставови, како што, впрочем, и ти знаеш, неколку пати сме се сретнале, и ти и јас заедно со него сме биле на неколку собири, и во Трново, и значи во Трново бевме за македонската средба, нели? Средба, да. 2 август, овдека сме секогаш, кога можеш ти, јас секоја година кај Јане Сандански, така што Царкњас е веројатно една икона за нас, која што
Се уште јас мислам дека недоволно сме ја истражиле како деец, македонски деец, меѓутоа фала Богу тој е жив и здрав. Може веројатно во некоја прилика ќе сработиме и некоја монографија за него, имајќи предвид дека неговото дело за македонците во Беломорска Македонија навистина е исклучително. Тука е, значи, организаторот Стојко Стојков, кој што навистина го вложи животот во одбраната на Токов само македонското. уште да додадеме дека е историчар, наш колега е и дека е професор по историја, нели, во Штипски универзитет. Професор е по средновековна историја на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, бидејќи нормално како историчар во Бугарија ништо не би можел да работи, имајќи предвид дека исто како што кажав и предходно и за Тихомир, така и за Стојко. Стојко е еден од, да речеме, ајде, столбовите на македонштината во Пиринска Македонија и мислам дека човекот навистина си го посвети целиот живот на македонското движење во Бугарија. Добиете благодарение и на адвокатот Тони Менкиновски неколку пресуди во Страсбург, меѓутоа ниту една од тие пресуди не е се уште ниту реализирана, ниту има почеток дека ќе се реализира. Професорка, јас бев информиран токму од Стојко дека Кирил Тилев, председателот на ОМО Илинден, зборувал пред гробот на Сандански, а Стојко Стојков зборувал пред соборот во Мелник. Да. Дали ги слушнавте говорите, нивните говори, што се кажа? Оно што јас, значи, го чув, тоа е Стојко го слушав, меѓутоа во Мелник, да, меѓутоа горе кога беше говорењето на гробот на Сандански, не бевме се уште стасани, затоа што имаше навистина река од автобуси и едноставно, значи, не стасавме навреме таму, а ваму веќе бевме стасани. Да одделите нешто од говорот на Стојко, ако забележавте, ако што впечаток ви остави? Стојко го чита секогаш, како што го знае веќе наизуст животниот пат на Јане Сандански, зошто Јане Сандански е многу битен за македонската заедница или македонското малцинство во Бугарија, што е она што тој нам ни остави и што е она со што ние треба да се гордееме и да знаеме. Значи, во најтешките моменти, во најтешките времиња, кога никој од страна не сака никому да помогне, тогаш македонците се сплотени, македонците знаат да си ја зачуваат својата држава, да си ја зачуваат својата историја, односно да се борат за своја држава, онаква држава каква што ние денеска имаме и која што навистина треба еднаш за секогаш да сватиме дека мора да ја чуваме. Добро, на првата слика кажав од естрадните уметници, ова беше Василија Петрова, така? Да, од естрадните уметници имаше многу. Мене она што најмногу ми се допадна, тоа беше учеството на македонски друштва. Македонските друштва изведоа неколку македонски нормално ора. Имаше луѓе кои што, да, тоа е поканата, имаше луѓе кои што имаат буквално чувство дека тој ден е нивен ден. Да, и орото се разви. Сакам да кажам дека не само, тоа ми беше и мислата, не само што македонските друштва настапија, туку и во тие ора онака спонтано се фатија и народот, така што сите бугарски желби или потреби да направат било што за во однос на минирање, ајде ќе го наречам настанот, или испровоцирање на некакви
непријатности, сето тоа не им успеа. Да, тоа е веќе на гробот, така што сакам да кажам дека некогаш многу повеќе зборува културниот или културното однесување на луѓето кои што присуствуваат таму, отколку големата желба на сите оние билдери кои што беа од страна и кои што чекаа само еден момент или една секунда да се случи некаква провокација за тие да настапа. Ете, тоа што го зборував. Може би, едно, две, три назад слики, ако може да ги видиме, само да видат гледачите како дури и на... уште една, назад. Сакам да... Еве, овде кај... Напред сега едно напред. Напред, после Царкњас првото. Не назад, напред. Да, само зборување. Не, сакам да видат гледачите или оние кои што не следат, а ние да им кажеме уште една напред. Таму каде што зборува Царкњас, ете тука. Значи, кај сликата на Јане Сандански може да видите дека и тоа дрво дури е облепено целото со бугарско знаме. Да, овде, кај што е стрелка. Кажам, мола? Стрелката кај што го обележува. Да. Да, тука е одма кај сликата од Сандански, тука да, ете го знамето. Сакам да кажам дека тие провокации требаше нас да не натераат да изреагираме како македонци и да направиме нешто што ним ќе им биде повод за некоја поголема акција нивна, да биде фактички, повторно ќе речам, оскрнавено името на Јане Сандански, ние да излеземе дека сме провокатори и повторно, значи, сето тоа да биде злоупотребено и употребувано онака како што секој наш збор го употребуваат кај европјаните, нели, кај нивните најголеми мецени и да кажат дека еве, гледате, дури на честувањето за нив на бугарскиот најголем деец, дека тие од Македонија направија ваков инцидент. Многу ми е драго што не им успеа, затоа што нели ние веќе навикнавме да ги гледаме како се обидуваат на секој можен начин да изманипулираат нешто што апсолутно не можат ни да го изведат. Меѓутоа, дека се обидуваат, да, многу така се, неколку пати имаше таква провокација. Ајде, вие од Северна, вие северните, вие ова, вие она. Меѓутоа, останавме глуви на глупостите нивни и така. Беше многу достоинствено. Ова година имаше и представници од политичките партии на Република Македонија, што не било така случај во минатото. Вака сега, значи неколку пати беше нели кажано дека тие не сакаат да се исполитизира тој настан. Јас не мислам дека присуството на политичките партии или представници од политичките партии е политизација. Значи, јас или вие или било кој друг, независно дали сте член на политичка партија, доколку го почитувате, доколку го цените делото на Јане Сандански, имате право да бидете таму, не мора да значи дека е тоа представник на политичка партија, туку е многу битно дека тој човек дошол тука не за тоа да си направи ЕПП, туку заради тоа што го почитува или го цени сето она што Јане Сандански го направил за Македонија и македонците и да му оддаде почит затоа што Јане Сандански навистина едноставно не само што заслужил, туку нас многу не има задолжено во однос на својот живот. Фактички тој е убиен и за македонските активности. Така што сакам да кажам дека јас не го гледам тоа како учество на политичките партии, туку го гледам како навистина искрен еден
момент кога политичари ќе дојдат, затоа што политичари па на крајот на краиштата тие не се некои професионални политичари. Јас го видов Сајковски од моментално тој мислам генерален секретар на ВМРО ДПМН, меѓутоа Сајковски е историчар. Значи тоа е наш колега кој што точно знае, молам? Да, така. Да, па тој точно знае и кој е Јане Сандовски, зошто на крајот на краиштата Јане Сандовски заслужил ние еден ден да посветиме на еден таков голем македонец или македонски син. Овие играорци се од Македонија или од Пиринска Македонија? Имаше и од Македонија и од Пиринска Македонија, меѓутоа има едно играорно друштво кое што секогаш во сите настапи соработка некоја има со македонците во Пиринска Македонија и во секој нивен настап или во секој еден настан кој што го организираат македонците во Пиринска Македонија, тие се секогаш таму. Од друга страна, она што јас не го видов, не сум ни сигурна дека биле, меѓутоа така ми беше кажано дека биле таму и македонци од Албанија, едно друштво. Дали беше или не беше, јас не можам да тврдам, меѓутоа така ми беше нафрлено, не го последив нивниот настап. Бидејќи знаеш дека ние имаме нели в пиринско потекло по мојата сопруг и бевме нели да се видиме и со некои роднини кои што беа во Мелник дојдени по истиот повод, така што тој дел не го видов. Професорке, јас ги разгледував вчера вечера медиумите бугарски, отровни стрели особено имаше за ова девојче естрадна уметничка Василија Петрова, бидејќи се пеела македонски и имала државјанство на Република Македонија. А исто така беа деградирани сандански па здруженијата кои чинам беа 7-8 организатори на ова чествување. Имате увид зашто станува збор и кои беа здруженијата, македонски здруженија, тие не се политички? Да кажеме само едно. Кога станува збор за македонското прашање и македонските настани, тие секогаш се заедно. И тоа е она што мене многу ме куражи, затоа што Бугарија и бугарите се направија да ги разединат и едноставно да не постојат, како да речеме како здруженија кои што се не, пак ќе кажам, не регистрирани, туку само иницијативни и само иницијативно формирани. Тие немаат никаква финансиска помош, никакви финансиски средства, освен, пак ќе кажам, од вас голема благодарност и до тебе и до сите македонци во Австралија. Меѓутоа, нивната работа и нивното делување многу пречат во Бугарија. Она што го спомна за девојчето, тоа е фактички наследник нормално на македонци од Пиринскиот дел на Македонија, меѓутоа што е она што им пречи тоа што таа јасно и гласно си кажува дека е македонка, меѓутоа во Бугарија да кажете дека сте македонец, тоа значи дека треба да кажете дека сте црниот ѓавол и сега некој мора да го дооцрни за да потврди дека вие навистина сте ѓавол, навистина сте никаков, навистина сте. Затоа тие провокации кои што ги имаше, кои што требаше, значи, да предизвикаат револт кај нас, беа и толку силни. Од друга страна, самиот факт што кај нас помина
знамето, не се занимававме со провокациите, не се занимававме со ништо. Така што Професор, ќе мора да привршиме, бидејќи некако гледам интернетот слабо ми работи. Еве да го завршиме нашето интервју со една голема благодарност до вас и вечна слава на царот, пиринскиот цар Јане Сандански, а исто така честитки до организаторите. За подкрепата нормално дека се најзаслужни македонците кои се во голем број и кои тие несебично помагаат на македонците во Пиринска Македонија, во Егејска и во Албанија. Јас сметам дека